Не престануваат обвиненијата од страна на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип во врска со одвивањето на изборниот процес кој се одржа на 13 декември, а се гласаше за нов градоначалник на градот под Исарот. Впрочем, изборите биле недемократски со уцени, крадени гласови и слично. Со поништувањето на гласањето на гласачкото место 2266 и жолчната дискусија за начинот на гласање на избирачкото место 2292, како индициите за незаконско гласање на уште неколку избирачки места, се докаже дека овој изборен процес помина во присилна и недемократска атмосфера која фрла црна дапка на самиот изборен процес. Актуелната Општинска изборна комисија, која се истакна со политичка сериозност кон СДС, црпи сила и е поддржана од највисокиот орган за лажирање на изборите, Државната изборна комисија. Вчера тие покажаа дека се слуги и спроведувачи на криминалите на власт. На вчерашната седница на Државната изборна комисија на површина исплива сметот што Општинската изборна комисија сакаше да го прикрие од јавноста преку директните пораки на Општинската изборна комисија кон член на Државната изборна комисија во текот на самата седница. Во паника и страв да не се дознае дека на избирачкото место 2292 член на избирачкиот одбор, кој е сопруг на член на Општинската изборна комисија и висок функционер во општина Штип, сакајќи да оправда семејно гласање, направил инцидент од политички побуди. Иако на тоа се спротивставиле останатите членови, сепак поданиците на власта, поучени од Општинската изборна комисија и Државната изборна комисија, успеале да направат изборен криминал и да сокријат записник кој го опишувал настанок на гласачкото место. Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип посочуваа дека без подршка на одредени членови на Државната изборна комисија, изборите не само недемократски, немаше да бидат ниту успешни.